Дали влегувате во владата, кое е вашето финално решение? Дали се договарате моментално за министри, за ресори, кои министерства би сакале доколку можете да ги добиете? Според тоа што ние го знаеме, мислиме дека и јавноста го знае тоа, се уште нема мандатар што би не поканил во влада. Доколку господинот Заев го добие мандатот, зашто и ние сме се залагале, тогаш би зборувале, па ако ќе најдеме заеднички јазик, би прифатили ние да бидеме дел од владата. При тоа излегува шпекулации во последниот временски период, каде што некои портали шпекулираат дека вие нема да подпишете гаранцијата за унитарноста на државата која треба да се достави до господинот претседател Иванов. Дали е тоа така или не? Всушност треба првен да се постави прашањето врз основа на каква уставна или законска одредба господинот Иванов бара една таква гаранција. И второто прашање е ако ние му дозволиме ваков преседан антиуставен и антизаконски на господинот Иванов, што би очекувале во иднина од наредните председатели они да побараат секакви други гаранции. Ние сме во рамките на уставот и на законите, а во уставот во член 90 се вели дека председателот на државата е должен да му го даде мандатот на тој што обезбедил мнозинство во собранието. Нема никаква ни уставна ни законска одредба што би му дозволило такво нешто на господинот Иванов. Дали тоа значи дека дефинитивно не ја подпишувате гаранцијата? Мислам воопште нема потреба ни господинот Заев ни никој друг да даде вакви гаранции, бидејќи ние сме се изјасниле јавно дека работиме според уставот и законите на Република Македонија. Околу ова, ве кажувате, можеби можеме да заклучам дека нема да дадете гаранција и вие не ви е јасно зашто Заев дава гаранција, тоа значи дека политичката криза ќе продолжи, дека нема да има мандатар, затоа што, нели, господинот Иванов како претседател бара гаранција сепак и тоа и го кажа на меѓународната заедница. Дали мислите дека вие ќе бидете еден од факторите кои ќе ја оспори, ќе го оспори моментот Македонија да излезе од оваа политичка криза? Ако господинот Иванов сака да смисли нови одредби што не се уставни и при тоа тие да ги користи како алиби за својот политички став кон господинот Заев, ние не можеме да го спасиме ни него ниту било кој. Ние само го почитуваме уставот на Република Македонија. При тоа ќе се надоврзам на случувањето на 27 сите вело дека вие сте еден од главните виновници тоа што настанала таа збрка и тие крвави инциденти. Се чувствувате ли виновен прво и второ сите го поставуваат прашањето која е потребата од интонирање на албанската химна во парламентот? Мислам дека самото поставување на прашањето се чувствувате ли виновен е обвинувачки, бидејќи да се почитува една химна, тоа е должност, а не вина. Сметам дека како албанците што ја почитуваат македонската химна, треба и македонците да ја почитуваат албанската химна. Ако го ставите албанската химна во контекстот на кој таа беше испеана, ќе видите дека тоа беше само одговор на провокацијата од пратениците на ВМРО ДПМН кои со таков чин сака да покажат кој е всушност газдата во Македонија. Ние само им покажавме дека ако со испевање на македонска химна се докажува тоа, дека тоа не ќе им оди, бидејќи и албанците имаат своја химна. Но секогаш правиме разлика помеѓу тоа дали сте државјани на една држава и која е вашата националност. Мислам дека никој не оспори нели националноста и етничката ваша припадност како албанец, барем така велеа партиите други, ВМРО ДПМН кога излезе соопштение, нели, а потоа и бурните реакции на социјалните мрежи кои верувам дека ги пратите. Тие велат дека всушност ве почитуваат вас, но дека химната како химна на оваа држава била македонската.
Ќе треба да влезете малку суштински и да гледате дека македонската химна е всушност етничка химна на македонскиот народ, која по волја на бројките е наметната како државна химна. А албанците имаат своја химна, што не е само химна на Република Албанија, туку е химна на сите албанци во светот. Значи го оправдувате сепак чекорот кој го направивте и дали мислите дека треба да подлегнувате на други провокации кои еве можеби ги има околу вас, ако тие влегува во собрание, дали мислите дека вие можеби вашето партиско членство треба да го пуштите во собрание за да им возвратите на ударот, бидејќи беа нападнати многу пратеници, а вие воедно сите кажа вие не бевте таму? Вие ќе треба да се прашате зошто институциите им дозволија на таквите хулигани да влезат во собранието. Тоа е тоа, мислам нема да постапите, да подпаднете под некоја друга провокација, чим сте подпаднале под ова? Ние не сме паднале под никаква провокација, туку само сме одговориле на еден чин што беше со намера да ги ценува албанците. Каде бевте откако се случи, кога се случуваат тие немили настани, наеднаш тоа излезе како вие дојдовте, испеавте што испеавте, кажавте што кажавте, интониравте што интониравте и одеднаш ве снимаат през салата. Каде отидовте токму тогаш, нели чувствувавте потреба да се вратите да видите што се случува со вашите колеги? Меѓу нив имаше и албанци, македонци и таму не се знаеше етничка припадност, кога секој спасуваше жива глава, вклучувајќи ги новинарите. Ние ја завршивме нашата пратеничка должност, бевме во седницата во која беше избран председателот на собранието и по завршување на седницата си отидовме. Ние не сме знали, ниту очекувале дека ќе влезат такви хулигани во собранието, според тоа што сега се дозна во јавноста имало луѓе и политичари што го очекувале тоа, како што е примерот со председателот на ТУИ кој воопшто не присуствуваше на седницата. Друга работа е што мислам дека било наша среќа што ние не сме биле тука, бидејќи нам не би не спасиле хулиганите или не би не поздравиле децата на службениците од ТБК, како што се случи со пратениците на ДУИ. Мислам дека ние сме ја завршиле нашата должност и ако не некој сакал ние да се жртвуваме па да бидеме херои, мислам дека тоа зборува многу за неговиот морал. Тоа значи дека каде бевте воопшто кога се случуваат тие настани? Кога слушнавте прв пат? Излеговме ние, штом стигнавме во чаршија, разбравме дека влегле хулиганите. Реакцијата? Нормално дека се згрозивме. Тоа беше да. Што друго би направиле, би плачеле или би отишле да војуваме. Би го одбрали или вториот чекор може? Ако би сакале ние да војуваме, не би формирале политичка партија. Сите спрашуваат од каде се финансира партија Телевизија Беса и при тоа, дали Телевизија Беса ги представува албанците или е проердогонистичка партија? Телевизија Беса е транспарентна и мислам дека самото поставување на вакви прашања е само рециклирање на обвинувањата или спинот на ТУИ, па мислам дека несериозно ни да се одговори веќе. Властите знаат, УЈП знае. И последно прашање, само што погледнав позади вас го нема еве македонското знаме. Дали ова треба некој да го свати како провокација, можеби? Зошто да се свати како провокација? На исти начин како што можеби вие сте сватиле провокацијата, затоа прашувам. Ние не им
Не сме отишле во седиштето на ВМРО да ги прашаме зашто го нема албанското знаме. Колку министерство очекувате да добиете доколку еве се биде регуларно како што треба или зборуваме за калкулации. Ќе треба еднаш да зборуваме за владина програма, па тек на крај е тоа. Дали очекувате во најскоро време да се состави влада и стекуваат и последните рокови? Очекуваме, секако. Ако пример Иванов не го додели мандатот, што мислите кои ќе бидат можните решенија? Ако Иванов не го додели мандатот, тој ќе треба да одговори зашто го крши уставот на Република Македонија, а собраниското мнозинство ќе треба да продолжи со својата работа за избор на влада.